Брегалничкиот регион има уникатни географски и климатски карактеристики и богат биодиверзитет. Осоговските и Малешевските планини, како и планините Плачковица и Голак, кои се исправаат над Брегалничката долина, создаваат микроклима која е совршена за одгледување на пчели. Високата нутритивна, фармацевтска и економска вредност на медот, восокот, прополисот, поленот и матичниот млеч, па дури и пчелниот отров, го направија пчеларството привлечна дејност за над 1000 луѓе од регионот. Всушност, бројот на пчелни семејства кои се одгледуваат во овој регион е во пораст, а Осоговскиот и Малешевскиот мед прераснаа во познат бренд во последниве неколку години. Освен тоа, поленацијата која ја прават пчелите е есенцијална во размножување на растенијата, што го прави пчеларството еден од најважните инструменти за зачувување на растителниот биодиверзитет. Програмата за зачувување на природата во Македонија, проект на Швајцарската агенција за развој и соработка, се обидува да придонесе во зачувувањето на природните ресурси на Брегалничкиот регион, но во исто време и да го помогне економскиот развој на регионот. За таа цел, програмата нуди обука за луѓето кои се заинтересирани да станат пчелари, со посебен акцент на ранливите општествени категории, како што се невработените млади луѓе на возраст од 18 до 30 години, жените од руралните средини и невработените луѓе на возраст од над 50 години. Со реализацијата на обуката за млади невработени пчелари, односно млади кои што сакаат во иднина да се занимаваат со пчеларството, програмата за зачување на природата во Македонија придонесува кон две цели кои што си ги има воспоставени. Тоа е запознавањето и промоцијата со Апис мелифера macedоnica, со македонската автохтона пчела, но во исто време преку искористување на одржливо искористување на природните ресурси да ги подобрат социоекономските услови. Овој модел на обука на млади пчелари, посебно невработени пчелари, е доста добар и ветува опстанок на младите генерации на огништата, ветува добра перспектива за почнување на нов бизнис и пошто добиваат едукација младите пчелари. 18 навработени лица, меѓу кои 6 жени, беа избрани на јавниот повик. За да работиш нешто, според мене прво почнува од хоби и љубов према тоа. Сега го почнувам као хоби, но планот во иднина е доста професионално се бавам со тоа. Може би тоа нема да биде мојата професија во иднина, но како хоби, да, би сакала да го работам. Тоа е работа која што опушта и доколку ја работиш со задоволство, пчелките ќе вратат на ист начин. Обуката се одвиваше на пчеларник во Кочани во периодот од април до август. Македонските едукатори, преку комбинација од предавања и практична работа, се обидоа на овие ентузијасти да им ги пренесат основите во одгледувањето на медоносни пчели. Тие нагласија важноста на одгледувањето на Апис мелифера macedоnica, македонската автохтона пчела, која се има адаптирано на локалните климатски услови и незината улога во зачувувањето на локалниот биодиверзитет. Се наоѓаме на локација над Кочани на Брана градче. Се обидуваме да ги совладаме првите чекори во пчеларството. Програмата на мене ќе ми помогне лично за справување со пчеларството како
како прв чекор, а потоа се надевам од кошниците кои ние ќе ги добиеме дека ќе успееме да и понатаму да се бавиме со пчеларството. Како дел од практичната компонента, за секој од учесниците беа обезбедени по 3 кошници со пчели. Секако беше обезбедена и целосната опрема која им е неопходна за пчеларење. Обуката се состоеше од 10 модула. По секој од модулите имавме одредено учење и сознавање за пчеларството, кое што ни овозможи добро да се снаоѓаме и да успешно да понатаму да пчелариме. По завршувањето на обуката, учесниците можеа да ги задржат своите кошници и да ги постават на свој пчеларник, за да можат да продолжат да ги применуваат стекнатите знаења. По завршувањето на обуката ги донесов пчелите тука. Веднаш после тоа земав и други пчели, пошто имав многу голема желба. И еве тоа што го држам е веќе извадено првиот мед од пчелите што ни ги дадоа. И за понатаму планираме што можеме се повише и колку можеме. Прво како хоби, па после си планираме некоја финансиска придобивка од тоа да имам. Едукаторите се обврзаат да ги надгледуваат и советуваат новите пчелари и по завршување на оваа обука, и особено да им помогнат во подготовката на кошниците со пчели за предстојните зимски месеци. Извршивме неколку пати интервенции кај одредени пчелари, каде имаше потреба во смисла на дополнителна едукација, во смисла на интервенции каде имаше настрадано матици во работата и каде имаше потреба од дополнителни инструкции, посебно околу заземувањето на пчелите. Ние одвоивме време така да пчеларите не ги пуштивме сами на себе во овој критичен период. We visited 7 young beekeepers and I saw very engaged persons working with bees, and the bees were in a very good condition. They are ready to pass over winter, and I think there are more than one who already have enlarged from these 3 hives to more than 3 hives, as you see here. And I think that's very interesting for them to get a possibility to stay in this area where there is not a lot of work and not a lot of money to earn. Секако планирањето е круцијално. If there are too much bees, this can be counterproductive because of disease. If they are too close together, they are getting ill and we have problems. We will get less honey. So I think it would be very good to look very good after the density of the number of hives per square miles. Целта е постигната во сите сегменти. Од едукација до финансиска првична помош за самостојно пчеларење и до перспективна иднина. Само е потребно сериозност во работата и преминување на стекнатите искуства и едукации од обуката. И мислам дека нема да има никакви проблеми за сите пчелари. Бидејќи живеам во природно еколошки крај и пчеларството е една од најважните особини со кои може да се зачува природата, а исто така и да живееме од неа без незино уништување. Така да мислам дека во Малешевијата пред се пчеларството би требало да биде едно од најважните занимања, не само на мене и на повеќето. Брегалничкиот регион, како и неколку други региони во Македонија, нуди исклучително поволни услови за одгледувањето пчели. Како резултат на обуката, сега има повеќе обучени пчелари кои во иднина ќе можат да го промовираат организираното пчеларење и бенефитите кои доаѓаат со него.